Делумен молк и од институциите и целосен молк од политичките партии поставањето на Кочо Андјушев на така наречената американска црна листа. Најасната реакција стигна од вице-премиерката за добро владење Славица Грковска, која во одговор на новинарско прашање рече дека очекува институциите да ги преземат неопходните мерки. И предходно сум изјавила дека главната обврска е на домашните институции, но секоја помош од меѓународните институции, од нашите пријателски држави, особено САД, кои се и стратешки партнери, добре дојдена и очекувам меѓународните домашните институции понатаму да ги преземат сите неопходни мерки согласно укажувањата. Веќе предложивме, тоа помина на влада, да се направат измени во законот за рестриктивни мерки, при што покрај санкциите од ЕУ и ООН ќе бидат додадени и санкциите од САД, и тоа ќе биде дополнителна вредност во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Двете главни политички партии, од кои едната е на власт, а другата во опозиција, СДСМ и ВМРО ДПМН, во дневните пресконференции и соопштенија го одмолчаа фактот дека некогашниот вице-премиер за економија во владата на Заев и бизнисмен кој важи за човек со одлични релации со партијата на Христијан Мицкоски, од вчера е на црната листа. Сликата на оваа власт се тендери во 4 очи криминал, црни листи, корупција од најниско до највисоко ниво. Урнисана економија, сиромаштија и огромна инфлација која зема се поголем замав, пишува во денешното соопштение на ВМРО ДПМН, без да се спомена Андјушев кој е на црната листа токму поради коруптивни дејства. Порака за ваквата ситуација со корупцијата прати и шефот на државата кој се повика на изјавата на еден амбасадор дека мора да се смени менталитетот. Че не само законите, прописите, менталитетот се менува со години, ако при тоа има јасна политичка волја и консензус широк, општествен и политички да го менувате. Значи, се наоѓаме, за жал, пред еден долг политички процес и општествен процес. После следната влада и новиот парламент, од кој ќе бидат конституирани, мислам дека треба со еден широк политички консензус. Ако паметите, пред неколку години еден од поранешните високи функционери во нашите влади рече треба да направиме нов рамковен договор на овој пат за економијата и за борба против корупцијата. Мислам дека тоа стварно треба да се направи и да не биде декларативен документ на хартија кој треба да се имплементира. За подобрување на состојбата со корупцијата и организираниот криминал не помагаат промените во кривичниот законник, велат и дипломатите и експертите. Изразуваме сериозна загриженост за измените на кривичниот законник со кои се намалува максималната законска казна во некои случаи за сериозна корупција, што доведува и до примена на застарувањето како инструмент и се попречува можноста на надлежните институции да истражуваат вакви случаи во иднина. Ваквите измени овозможуваат правна празнина која може да се користи во злоупотреба на јавната функција. Она што се случи со кривичниот законник, што фактички представува ново поле за трговија со влијанија и за партиски пазарења, мене не ми влева надеж дека борбата со корупцијата ќе се зајакне, напротив, остава простор за нови договарања, нови препекувања, односно нови жаришта на корупција. Вчерашниот чекор на Стейт Департментот е најнов во низата ставање македонски граѓани на црната листа како начин да се помогне на земјата во справувањето со еден од најголемите проблеми – корупцијата и организираниот криминал. Соединетите американски држави го назначуваат Кочо Андјушев, поранешен вице-премиер на Северна Македонија, како генерално неподобен за влез во САД поради негова вмешаност во значителна корупција, соопшти Стейт Департментот. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.